Јавното предпријатие Водовод и канализација насочено на повеќе проекти 2020 имавте доста забрзана динамика, многу проекти. Меѓутоа, ајде еден да одвоиме кој што е најважен како за вас, така и за корисниците на Водовод и канализација. Проект кој што е одбележа 2020 година во јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје е дефинитивно изградбата на станицата за пречистување на отпадни води, која што е проект кој што го започнавме, веќе е во фаза на завршување и на одбирање на изведувач на работите. Се надевам дека со изградбата на оваа станица, која што 15 години идеја во градот Скопје, ќе се решат едни од најголемите прашања и за скопјани, но и за животната средина во целата држава. Проектот кој што ќе чини околу 136 милиони евра, ќе биде проект кој што е инвестиција во животната средина на државата и во иднината на нашите генерации. Се надевам дека со изградба на овој проект ќе ги поминеме оние услови, односно ќе ги исполниме оние услови кои што се предуслов за членство во Европската унија, односно со исполнување на овој капитален проект за државата и за градот Скопје, ние веќе ќе имаме 90% прочистени води со кои што ги исполнуваме оние европски нормативи и европски начела кои што ни ги пропишуваат од Европската унија. Овој е дефинитивно проект кој што е капитален проект за градот, капитален проект за државата, секако и за јавното предпријатие, каде што проектната единица е буквално во нашата институција и од тука се водат сите оние работи кои се потребни за изградба на оваа станица. Кажавте реализацијата е при крај, кога можеме да очекуваме? Веќе процедура е. Да, веќе можам само да ги уверам и гледачите дека веќе е втора фаза од постапката која што е според сите европски и светски нормативи и критериуми изведена. Се надевам дека до некаде околу летово ќе го имаме изборот на фирмата која што ќе ја гради оваа станица. Можам да уверам дека сите најпознати светски и европски компании зема учество во оваа тендерска постапка и тоа мене искрено како генерален директор искрено ме радува. Се надевам дека компанијата која што ќе биде избрана во целост ќе ги исполни нашите очекувања и верувам дека со изградбата на оваа станица околу 500.000 жители, односно семејства кои што живеат на територијата на град Скопје ќе користат чиста, питка вода, пречистена вода, бенефит кој што се уште го немаме како главен град и како држава. Ние секако имаме чиста вода за пиење, меѓутоа постојат некои сомнежи, верувам дека со ова сите сомнежи и се она што може да влезе. Иако станица за пречистување не е директно инволвирана со изворот Раче, само ке нечесто гледачите често немаат вистинска слика што значи станица за пречистување води. Верувате дека со пречистување на реката Вардар, односно на сите отпадни води кои што влегуваат во реката Вардар, ќе бидат прочистена целата онаа вода која што доаѓа по текот на реката Вардар до аеродром. Од аеродром натаму буквално ќе имаме чиста и питка вода, која што ќе се употребува за наводнување на земјоделски култури и верувате дека сето она што го внесуваме некако и зеленчук и како овошје ќе биде наводнувано од перфектно чиста вода. Тоа е оној бенефит кој што велиме ние, инвестиција во животната средина и во идните генерации, кој што за нас е пред се основно начало во работата. Освен овој што е капитален проект за пречистителна станица, споменавте и други проекти, во 2021 остануваат и нормално покрај тековните и сите оние активности. Споменавте дека навистина можете успешно ја оценувате 2020, што ќе остане во 2021 покрај капиталниот проект? Лично на менеджерскиот тим во јавното предпријатие и моја лична желба е да намалиме загубата на вода. Тоа е многу битна работа и тоа е основно начало кое што ќе не води во 2021 година. Секаде во светот се прават големи кампањи за заштита на водата и за разумно конзумирање на водата. Ние сме спремни да отвориме едно ново поглавје. Моја лична желба е да намалиме 10% од загубата на вода која што имаме во моментот, бидејќи таа вода е перфектно чиста вода која што ја користиме сите во нашите домаќинства и ќе значи многу во иднината и на градот и на земјата. И верувам дека веќе започнавме проект со водовод Будимпешта, каде што добивме грант. Тој грант го искористиме за загуба на вода, односно за пронаѓање на сите оние дефекти, можеби кои што не се видливи со голо око. И сакаме во 2021 година со менеджерскиот тим да намалиме загубата на вода за 10%. Тоа ми е предуслов,
а подоцна имаме и други проекти како што се SCADA системот, односно мониторинг системот на целосна контрола на водата на подрачјето на градот Скопје, нова водоводна канализациона мрежа на оние места каде што е најнеопходна, каде што е потребна нова инсталација. И верувам дека колку е потребно во проценти, уште колку треба нова? Знаете како секогаш еден главен град како нашиот треба да има план за промена на водоводна и канализациона мрежа. Тој план го имаме според потребите на градот, според потребите на општините. Излегуваме во пресред на сите. Така. Со сите градоначалници имаме одлична комуникација од аспект на тоа онаму каде што е најнеопходно да се инвестира. Некаде инвестираме сами како јавно предпријатие, некаде заедно со општините. Таа соработка е одлична и верувам дека во 2021 година ќе продолжи. Така, ве прашувам затоа што кај нив деталните урбанистички планови се менуваат, расте градот енормно. Така, некојаш чекаме. И вашите потреби се дозволи. тука во прва борбена линија, како се вели. Многу е битно, верувајте, кога реконструирате и некоја поголема улица, кога реконструирате некоја битна улица за општината, многу е битно да се смени инсталацијата, за да не дојде до повторен прекоп, до повторни ронења. Едноставно, кога смените инсталација и подземна под улицата, иако не е видлива за гол око, е многу значајна за граѓаните кои што живеат во таа општина. Особено каде што имаме високи зони во летниот период. Па ние го решивме Зад нас е тоа веќе тој веќе зад нас. Јас сум искрен, првите месеци кога дојдовме на начело на едното предпријатие имавме проблем со водоснабдување делот на аеродром. Особено високата зона не беше решлив тој проблем, но верувајте со сите оние интервенции кои што ги направивме, со зголемување на капацитет и со реконструкција на делот на кој што се однесува на високата зона во аеродром, верувам дека немаме такви проблеми повеќе. Може да се случуваат ситни дефекти кои се нормални за секој град, но излегуваме во пресред на сите и во најбрзо можно време ги реконструираме тие проблеми и тие дефекти. Така. Периодов имавме обилни врнежи од дожд, очекуваме и обилни врнежи од снег. Како се справувате, особено кога има обилни врнежи од дожд во делот на во некои делови за поплавување, одлевање на шахтите? Знаете како, јас сум задоволен тоа што од најавите на хидрометеоролозите, кои што велат дека ти ќе не очекуваат снежни врнежи. Во изминативе 2 години бевме со недостаток на снег на планините. Тоа се почувствува и во издашноста на изворот Расче и во водоснабдувањето на секаде во цела држава и во светот. Ако може да погледнете во европските метрополи, вчера мислам прочитав дека и за Истанбул и за Анкара дека веќе имаат вода само за 60 на ден, односно за 120 дена во своите каптажи кои што ги имаат направено за овие главни градови. Кај нас не е таква ситуацијата, кај нас е одлична ситуацијата, но тоа треба да го негуваме и да го чуваме. Во загубилните дождови, верувајте, имаме одлична комуникација со хидрометеоролозите, имаме секојдневни извештаи, превентивно превенираме пред да паднат тие дождови, излегуваме со пунктовите на секаде, на сите улици главни и споредни, ги чистиме одводните шахти, канали и гледаме, мислам да не дозволиме да се случат некои поголеми поплави. Се разбира дека доколку наврне поголема количина на дожд во одредена временски период, може на улица да се создаде и вир и поголема вода, но верувајте дека тоа е потреба на канализацијата да ја прими таа вода и верувајте дека за 5 до 10 минути таа вода се впива во нашата мрежа. Во наредниот период имавме проблеми кои што реков со канализацијата. Секаков кавас отпад најдовме во канализацијата, но знаете, граѓаните сте дома, можеби нема толку патување, нема толку одмори како порано. Користат, реновираат, се што реновираат, многу од тие работи се наоѓаат во канализационата мрежа. Многу пати упатувам и апел до граѓаните, правиме и акции преку нашите сметки. Верувам дека се овој апел ќе стигне до нив.